Добро вечер. Кот истражуваше како се градени македонските автопати. Многу пари, но и многу афери. Останете со нас. Грчката градежна компанија Актор за изградба на автопати е казнета со 50 милиони евра од страна на Европската агенција за борба против корупција ОЛАФ. Но ОЛАФ не го става само под лупа работењето на Актор, туку и на македонското јавно обвинителство, па вели дека тука можеби се случила измамнички и други нелегални активности. Еве што покажува истрагата на ОЛАФ. Помпезно со многу министри и представници на Европската Унија беа започнати работите на автопатот Демир Капија Смоквица, еден од најсовремените по градба, но и најскапите во Македонија, 270 милиони евра или 10 милиони по километар. По 5 години градба, вака изгледа автопатот од височина. 28 километри асфалт се помалку тешки од тежината на аферата што ја тресе грчката фирма Актор. Низ кривини, тунели и мостови, во изминативе 5 години, патува и предметот во рацете на обвинителите. Од 2014 година процесот почна во Македонија, потоа во Грција, за да во последните години Европската истражна институција ОЛАФ го заврши и им го предаде на колегите од Грција. Европската агенција за борба против корупција ја обвини грчката компанија Актор за измама и за перење пари во износ од 50 милиони евра при изградбата на автопатот Демир Капија Смоквица. Според истите, токму оваа сума е висината на казната што Актор треба да ја плати. Грчките власти во Грција, конкретно обвинителството за борба со корупција, неодамна покрена обвинение за кривично дело за измама во висина од 50 милиони евра, но и за перење пари. Кривичните дела беа извршени за време на изградбата на автопати во Скопје од грчка компанија. Станува збор за компанијата, дел од групацијата Боболас, а обвиненијата се однесуваат на сите кои сносат одговорност од конкретната компанија. За конкретниот случај започна истрага во Атина, по конкретно обвинителството за борба со корупција, по податоците добијани од ОЛАФ, Европската служба за борба со измами и како што произлезе од истрагата, измамите се извршени врз интересите на Европската Унија. А се започна кога во 2014 година тогашната опозицијска СДСМ откри дека повеќе лица од експозитурата на Стопанска банка во Неготино извлекле од сметката на Актор 3,5 милиони евра во кеш. Некогаш дневно се испомпували и по 200.000 евра. Во еден ден преку нивните сметки се одлеваат по 200 до 300 и повеќе илјади евра. Во април 2013 преку 10 трансфери се одлеани 200.000 евра. Во мај пак, во еден ден, преку 6 трансфери се одлеани 263.000 евра. Наредниот месец, пак повторно во еден ден, преку 4 трансфери се одлеани 350.000 евра. Грчките државјани го зимаат кешот и го предаваат исклучиво на едно лице, сметководителката на Актор Атина Зога. Според Агенцијата за спречување перење пари, во 2013 година тие започнале истрага за ваквите трансфери по пријава на вработените во експозитурата на банката. Една година подосна, дури откако СДСМ ја обелодени аферата Актор, истрага започна и македонското обвинителство, но до денеска таа не е завршена. Во текот на вчерашниот при крајот на работното време од Управата за спречување перење пари и финансирање тероризам до јавното обвинителство е доставен извештај за сомнителни трансакции. Постапувајќи по тој извештај за сомнителни трансакции, во денешниот ден е поднесен предлог до надлежниот суд за блокирање на имот на одредени трговски друштва и тој имот односно имот и сметки се блокирани трансакциите, времена забрана изречена и значи јавното обвинителство веќе интензивно постапува како на согледувањето на самиот кривично правен настан од аспект на трговските друштва и од аспект на лицата кои се вклучени. Значи постапка е поведена пред кривична постапка за тој кривично правен настан. Истрага вети и тогашните власти, но не мрдна од мртва точка. Мојот став и над владата е дека ако има некој информација дека некој дал таков налог, треба таа информација да се ја достави до јавното обвинителство. И додека македонските власти одолговлекуваа со истрагата, европските истражители се сконцентрираа на обвинувањата изнесени од македонската опозиција.
Конкретната истрага што се води во Атина се однесува само на изградбата на автопатот во Скопје, а не на нешто друго. За сега предметот за случајот е испратен кај надлежниот истражен судија, кој ќе ги повика на сослушување конкретните личности и дополнително ќе одлучи што ќе направи во иднина. Треба да биде јасно дека конкретниот случај се однесува на конкретно дело. Од тука, за да се вмеша судството и за други изградби на компанијата, ќе треба да започнат одделни судски истраги во Грција, само доколку претходно постојат докази, релевантни жалби или обвиненија или било што друго што ќе тврди дека постоеле нерегуларности. Грчката компанија Актор во Македонија се огласила само еднаш, во јуни годинава. Тие велат дека немаат сознанија за постоење на кривично дело за изградбата на автопатот. По извршената ревизија, судските власти во Скопје веќе од 2014 година утврдија дека не произлегуваат сомнежи за сторен било каков прекршок и предметот го вратија во архива неповратно. Конкретниот предмет е истиот кој во 2014 година бил предмет на пишување во медиумите и кој веќе е предмет на конечна судска одлука во Скопје. Но ваквите тврдења на Актор ги демантира обвинителството за организиран криминал. Златко Биковски, кој сега раководи со ова обвинителство, на барање на код достави писмено соопштение во кој се вели дека обвинителството, цитирам, продолжува да превзема действија и ги вложува сите напори согласно законот за прибирање на правно релевантни докази со цел за донесување на мериторна јавна обвинителска одлука во оваа предистражна постапка. Во хронологијата доставена во врска со предметот, ова обвинителство демантира дека предметот го држи под мраз и дека го затворило, туку тврди дека предистражната постапка активно тече. Експертите кои се занимаваат со евроинтеграциите, но и оние кои се од областа на следењето на перење пари и корупција, сметаат дека инертноста на македонското обвинителство во случајот Актор и штети на државата. Не се даде никакво објаснување за тоа, освен што се кажува се користеле за плати. Најчесто платите денеска не се исплаќаат во готово и сето тоа оди преку сметка и тогаш полесно може да се следи трагата на парите. Излекувањето на парите во готово го отежнува истражувањето за тоа дали станува збор за перење на пари, затоа што многу потешко може да се следи трагата на парите. Каде одат овие пари и за кого и за што се наменети. И поради тоа уште повеќе, значи тоа е основа или индиција повеќе за подигање на степенот на сомневање за истражување за перење на пари. Не е само едно прашањето на тоа дали една фирма злоупотребила средства, туку е прашање зошто механизмите кои што се за контрола тоа не го утврдиле навреме, зошто обвинителството всушност не постапило нашето обвинителство во кое постоело истрага пред ОЛАФ, зошто контролните, односно ревизорските тела за користење на предпристапната помош, кои што ги имаме на национално ниво, исто така не прореагирале. И долгорочно всушност зошто се доведовме во ситуација во која што веројатно не е само оваа злоупотреба, него ќе говориме и за повеќе. Обвинителството цело време повторува дека очекуваат да добијат извештај или информации од управата за финансиско разузнавање, додека пак тие велат дека се уште истрагите се во тек. Досега и едните и другите мораше да ја завршат работата во координација и во соработка и со службите од Грција и со службите од ОЛАФ и да утврдат динамика на извлекување на парите, односно обвинителството до сега мораше да има отворен случај. Обвинителството за код дава податоци што сработиле во минатото. Во текот на досегашната постапка се прибавени податоци од кои произлегува дека фирмите кои ги вршеле исплатите преку македонските банки на грчките државјани се регистрирани фирми во Република Македонија, кои изведувале работи за Актор АДТ Грција при изведувањето на споменатата делница. Лицата на кои се вршени исплати се грчки државјани кои биле вработени во овие фирми, имале склучени договори на дело или договори за извршување на привремени работи. За сите овие исплати се платени јавните давачки во Република Македонија.
Во рамките на своето постапување, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција дава насоки на надлежните институции. Во тој контекст, во функција на оваа предистражна постапка, Управата за финансиска полиција прибави известувања од лицата на кои се вршени исплати. Олаф не ја става под лупа само работата на грчката фирма Актор. Тие истражувале и како работеле македонските обвинители. Па во соопштението од обвинителството за организиран криминал до код се вели, цитирам: Според Олаф, некои од информациите собрани во текот на истрагата од македонското обвинителство покажале дека измамнички или други нелегални активности може да се случиле во рамките на надлежностите на обвинителството на Република Македонија. Ова покажува дека сепак некој од обвинителството го држал предметот во филка. Олаф нема обврска да го испрати својот извештај од истрагата до македонското обвинителство, но тој е веќе стасано во грчкото. Иако македонското обвинителство за организиран криминал бара од своите грчки колеги и информации за истрагата, до денеска нема одговор. Το εν λόγω αδίκημα αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα Σκόπια. Конкретната истрага што се води во Атина се однесува само на изградбата на автопатот во Скопје, а не на нешто друго. За сега предметот за случајот е испратен кај надлежниот истражен судија, кој ќе ги повика на сослушување конкретните личности и дополнително ќе одлучи што ќе направи во иднина. Треба да биде јасно дека конкретниот случај се однесува на конкретно дело. Од тука, за да се вмеша судството и за други изградби на компанијата, ќе треба да започнат одделни судски истраги во Грција, само доколку претходно постојат докази, релевантни жалби или обвиненија или било што друго што ќе тврди дека постоеле нерегуларности. Грчките менаџери за код ветија интервју, но во последен момент се откажаа. Дадоа само писмени одговори на две од неколкуте поставени прашања. На прашањето дали биле разумни надоместоците кои ги добивале лицата кои работеле на проектот, тие сметаат дека надоместоците за вработените немаат никаква врска со трошоците за градба на објектот, кои однапред се фактурирани и контролирани за разумноста на нивната вредност. Причините за подигање на платите од страна на вработените во готово и нивниот трансфер во Грција во физички облик се однесува на вработените, на нивните грижи, несигурност, нивната доверба во банкарскиот систем во Грција за да подигнат пари, бидејќи единствените лица кои добиваа надоместоци беа само работниците кои ги имаа сите законски документи и кои работеа редовно и континуирано на објектот. Сите задршки и даноци предвидени во државата се платени. Стои во дописот за код како одговор од Актор. Но платите не се единственото нешто за што своевремено обвини СДСМ. Тие обвинија за високата цена на понудата. За автопат долг само 28 километри се потребни 271 милион евра. Од 10 милиони евра за 1 километар на автопат. 1 километар автопат 10 милиони евра. По 5 години Актор говори за ова обвинување. Според нив на тендерот е дадена најниската цена од другите понудувачи. Овие трошоци треба да се споредат со трошоците за изградба на многу високи мостови, долги тунели, клучки, подвозници, надвозници и други техники. Тогаш стануваме многу економични. Тврди Актор давајќи пример дека Игнатија Одос, пат во рамнини и планински предели кој Актор го градел во Грција, чинел над 10 милиони евра по километар, а патот Демиркапија Смоквица на чист планински терен според нив изнесува 8 милиони евра по километар. Автопатот Демиркапија Смоквица е изградени со пари од европските фондови. Доколку се докаже манипулација со овие средства, тоа ќе ја стави Македонија во ситуација како што своевремено беа Бугарија и Романија, земји каде Европската унија се уште нема доверба кога се во прашање трошењето на средствата од унијата. Ниту случајот Актор, ниту други случаи во кои што настанува збор за трошење на пари од европски фондови, а за кои се смета дека можеби ќе останат нерасчистени, нема да останат нерасчистени, затоа што Олаф сериозно и до крај ќе ги утврдува сите факти и за овој и за другите случаи. Долгорочно е проблем бидејќи ова представуваше на некој начин клучниот инфраструктурен проект кој што беше поддржан од компонентата регионален развој на претходната рамка на предпристапната помош на ЕУ 2007 до 2013 представуваше клучниот и најскапиот проект со кој што дополнително се финансираше со заем, за кој што се задолживме и сега веќе од тој аспект и како плаќачи на данок во оваа земја, воедно и користење на даночните средства на граѓаните на Европската унија, од каде што всушност ги влечеме ние фондовите,
Во секој случај не градиме добро портфолио. Автопатот е готов за возење. Времето за да се стаса до грчката граница, која воедно е и граница со Европската унија, ќе биде значително покусо. Но доколку актор е на црната листа на унијата поради криминал, тоа наместо да ја доближи, ќе ја оддалечи Македонија од унијата. Па 28 километри пат ќе се претворат во непроводна стаза кон евроинтеграциите. И додека обвинителите пребројуваат можни злоупотреби во изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица, инженерите кои го градеа се горди на него. Го нарекуваат мајка на сите автопати, затоа што во него се вградени најмодерни стандарди применети за прв пат во земјава. Го најавуваа сите партии со години на сите избори. Се чекаше да почне да се реализира уште речиси толку години. Почна да го гради владата на Груевски. Најверојатно ќе го пушти во употреба новата на Заев. Додека се градеше го и снимаа сите телевизии, а за него известуваа и речиси сите медиуми. Екипата на Котија помина целата делница од 28 км на автопатот од Демиркапија до Смоквица. Тој речиси готов. Тука таму може да се види уште некоја незавршена работа. Недостига уште некоја банкина да се исцрта и постави хоризонталната и вертикалната сигнализација. Работници и машини се помалку може да се видат по должината. Но не е се така розово како што изгледа на прв поглед. Светлозар Дотчев е инженер, веќе 4 години е лидер на тимот кој го врши надзорот во изградбата на автопатот. Тој ги обединува француски Егис Интернационал и италијански ЕРД Инженеринг, двете надзорни компании кои ја контролираат изградбата на автопатот. За три поголеми проблеми се уште нема решение. Тунелите работат на агрегат, струја до нив се уште нема донесено, а треба да се изградат и 2 трафостаници. Вториот проблем е со долноводите. Димните жици се ниско надвиснати веднаш над автопатот, па ќе мора да се најде решение како да не сметаат на сообраќајот. Третиот е клучката кај Неготино, за која има проблем со земјиштето. Снабдяването на проекта веќе се работи по този въпрос. Имаме подконтрактор, който работи и те ще приключат вероятно тяхната работа някъде в средата на септември. Но след като се пусне тока, струята, тогава вече е необходимо допълнително около 2 месеца да може да се тестват електрониката по тунелите. И всичко това ще доведе до евентуално забавяне в октомври-ноември. Ако края на този месец получим разрешение за строителство на далековода и на Неготино, това е реалната перспектива. Ако обаче не се получат одобрения за строителство, може и да отиде и до декември месец. Но август минатата година беше крајниот рок за да се пушти во употреба, а беше предвиден со проектот и договорот меѓу владата и актор. Сега најдобрата варијанта е дека ќе заврши до крајот на годината. Мисля, че това е типична бюрокрация, защото за струята ни алармирахме още 2014 година, август месец. И беше много трудна процедура с EVN, няколко срещи се направиха, някакви решения се вземаха, после се отказаха от тези решения, защото това по принцип не беше част от нашия договор. Трябваше да се извърши извън договора. Обаче EVN не щяха да вършат тази работа, така че го включиха в допълнението към нашия договор, които са общо за 7 милиона. А парите се оние кои кренаа голема прашина за овој проект. Почна со првични проекции дека ќе чини околу 150 милиони евра. Завршува со многу поголема сума. Градежните работи на автопатот Демиркапија Смоквица веќе привршуваат, но привршува и закружувањето на сметката. До сега се пресметало дека ќе се потрошат 217 милиони евра. Ако се пресмета по километар, тоа значи дека за секој километар од 28 километарската делница ќе бидат потрошени 7 милиони 750 илјади евра.
Надзорот слушнал за аферата Актор, ама нема контрола на тоа каде завршуваат парите кои се наплаќаат за извршената работа. Дончов, кој веќе 40 години работи на проекти низ целиот свет, не е зачуден од сумата на потрошени евра по километар. Споредува со други земји каде работел, па поедноставни проекти чинеле и помалку, но посложени и повеќе. Теренот и материјалите кои се употребуваат ја креираат цената, но често се јавуваат и непредвидени трошоци. Като имаш ти предвид, че терена е в планина, строят се толкова мостове, толкова тунели, цената е напълно разумна. Всичко друго, което е било по-евтино, примерно 5-4, тогава това ще бъде за сметка на материалите, за сметка на качеството на работата. Тук материалите, които се влагат, всички материали са тествани, всички материали са изпитани. 6 мостови, 2 паратунели, подвозници и надвозници. Висината на мостовите достигнува и до 80 метри, должината на тунелите и по половина километар. Градителите и инженерите од Актор со гордост зборуваат за овој проект. Додека го граделе се соочиле со големи предизвици. На почеток голем проблем бил недостигот од квалификувана работна сила во земјава. Работата се усложнила кога почнал да се гради. Сложнениот релјеф ги искомплицирал работите. Придобивките од него се големи, ќе го скратат времето на патување, ќе ја скусат досегашната траса, ќе го направат побезбедно возењето. Економската корист за локалните власти, но и придонесот кон развојот на инфраструктурата особено ги потенцираат. Инженерскиот предизвик сепак се остварил. Много сме горди, защото и ни му казваме майката на всички пътни проекти, защото тук има най-различни проблеми, които по принцип са описани в пътните книги, по които сме учили и които знаеме. А ето това е мост Б2, който пък е направен по така наречените баланс кантиливъринг систем. И тя за първи път се практикува в Македония. Прашината за автопатот Демиркапија Смоквица кренат и од неговата грандиозност, ама и од грандиозната сума на милиони евра со која се изгради, очигледно уште долго нема да спласне. Останува прашањето дали црната точка која ја остави аферата Актор ќе се расветли. Проблеми на уште 3 автопати во изградба. Кичево Охрид, Миладиновци Штип и оној Прилеп Градско. Сега се истражува какви злоупотреби се направени, а еден од нив го истражува и специјалното јавно обвинителство, во кое обвиненија за случајот траекторија има против двајца министри и премиерот, тешки 115 милиони евра. Жолта глава, низок лет, латинско име Неофрон перкноптерус, прекар фараонска кокошка. Ова е египетски мршојадец, птица која живее и во Македонија и се гнезди и во Дреновската клисура, некаде под Прилепски плетвар. Токму размножувањето на овие птици, нивната трпезарија, односно место за хранење, е една од причините за запирање на изградбата на експресниот пат Градско Прилеп. Тоа го потврди дури и Александар Стојанов, директор на јавното предпријатие за државни патишта, откако претходно беше објавена веста за проблемите со изградбата на патот. Цели 6 месеци, до 15 септември, не смее да се вршат работи во Дреновската клисура, која е споменик на природата, затоа што таму има 2 пара мршојаци и затоа што дупчењето и минирањето на теренот може да ги уплаши и да влијае на нивниот љубовен живот. Иако образложението изгледа наивно и забавно, сепак е вистинско. Но не е ново. Египетските мршојаци биле предвидени и во проектот за изградба на патот Градско Прилеп. Зошто никој тоа не го зел во предвид сега кога се работи на терен, кога половина година машините ќе мора да мируваат? Иако било познато дека црвената линија, експресниот пат, минува низ хранилиштето на птиците, било оставено да се дознае по потешкиот пат. Но сепак ова не е приказна за зоологија, туку за милионите евра кои се трошат за новите македонски патишта, кои пак се на раб да престанат со изградба. Луѓето кои што го градат патот беат на средба со амбасадор, со шпанскиот амбасадор со мене и разговаравме дека предочени се проблеми исто така во проектот
и во наплатата на средства кои што треба агенцијата, односно јавното предпријатие за државни патишта да исплати. Кога код беше на трасата, мршојаците ги немаше на жешкото. Група градежници работеа. Тие се дел од намалениот градежен обем на експресниот пат Градско Прилеп. Задоволни се што имаат и работа и што добиваат плата. Овде работаме една година, проблеми нема, плата се деле редовно, работници од как треба. Редовно се работи, од понеделник до петок редовно се работи. Патот Градско Прилеп е нова приказна. Патот го гради шпанска фирма Гирона Конструкцион Рубау. За делница од 10 километри предвидени се 31,8 милиони евра. Шпанците се жалеле дека не ги добиваат ратите на време. Од државни патишта пак убедуваат дека парите се уплаќаат според договореното и дека проблемите нема да предизвикаат поскапа цена. Цената со која шпанската фирма победила на тендерот во јавното предпријатие ја оценуваат како прениска, поради што тие не можеле да најдат македонски подизведувачи. Седиштето на шпанска Гирона се наоѓа во селото Дреново, Кавадаречко. Кога бевме таму, немаше никој од надлежните, од менаџерите да каже што планираат и со какви проблеми се среќаваат, зашто морала да се ангажира и шпанската амбасада во Скопје. Но вистинските пари и вистинските проблеми се позападно. На делницата Кичево-Охрид, каде се утнати пресметките на цената за тој автопат. Планирани се 375 милиони евра за 57 километри автопат, кој ќе го носи името на скромната мајка Тереза. Никој досега не кажува колку точно пари ќе отидат плюс за да се доправи овој голем проект. Надзорниот орган во рамките на своите задолженија континуирано ја следи реализацијата на финансиските средства од аспект на потрошени, реализирани средства и преостанати средства за реализација. Повремено се прави анализа дали за некоја позиција недостасуваат средства, дали кај некоја позиција има вишок на средства и врз основа на овие анализи се прави проекција за потреба од дополнителни средства за комплетирање на проектот. За ова се изготвувани извештај и за детали околу ова прашање обратете се до договорниот орган, јавно предпријатие државни патишта. Овој одговор го добивме од професорот Михо Јаневски од Градежниот институт на Македонија, надзорен орган на изградбата на автопатот Кичево-Охрид. На нивниот вебсайт стои дека за 45 месеци надзор ќе наплатат 8,5 милиони евра, а од нивниот одговор се навестува промена во цената. Но не се прецизира сума, ниту пак потврдуваат дали е на ниво за кое јавно зборува новиот министер. Дополнителни средства за автопатот Охрид-Кичево ќе треба да се исплатат. Ова го тврдам бидејќи по последната пресметка која што има надзорот направено е некаде, ако се оди како швајцарски сад да се изведуваат работите, под 120 милиони евра нема да биде тај, значи можеби и повеќе. Цената ја зголемува тунелот кој мора да добие 3 пати поскапа подлога поради свлечиште. За директорот на државни патишта, Стојанов, тоа не било предвидено со проектот, а трасата на автопатот Мајка Тереза ја оцени како исклучително тешка. На терен им се појавиле полоши геолошки услови отколку предвидените со проектот правен од 2002 до 2008. Проектантите на проектот сега се најгласни критичари на изедбата на автопатот, смета Стојанов. Дури надзорот на Градежниот институт тврди дека свлечиштето не било предвидено во проектот, поради што има и промена и нов тунел. Во проектната документација не биле предвидени слечишта, а за причините не можеме да ви дадеме одговор. Нов тунел е испроектиран на место каде има краток, но многу висок усек и од аспект на можни проблеми на такво техничко решение во фаза на експлоатација и одржување на автопатот, но и како потенцијална опасност по безбедноста за учесниците во сообраќајот. Напуштено е тоа решение и прифатено е решението со нов краток тунел од 350 метри. Но свлечишта биле предвидени дека може да се појават. Тоа било нагласено и во студијата за влијание на проектот врз животната средина. Немало активни свлечишта, но морало да има проект за санирање на свлечишта доколку се појават при изградбата. Тоа е задача на инвеститорот, државното предпријатие и на изведувачот, кинеската Синохидро. Надзорниот орган, односно Градежниот институт, истиот проект за свлечишта требало да го надгледува. Многу документи, многу хартија, многу мапи. И сите искористени за нова политичка битка во која се вмешани дури и вистински мршојаци.
Новата власт смета дека треба да се запрат проектите и да се направи нова пресметка на трошоците. Претходниците пак сметаат дека патиштата мора да продолжат со изградба. Она што опозицијата во моментот го представува дека само треба да продолжи да се гради без да се направи анализа, очигледно нема да биде можно. Да се фатат за работа и да го изградат автопатот кон Охрид и експресниот пат од Прилеп кон Градско. Единствен проблем со кој се соочува изградбата на инфраструктурните проекти е неспособноста на СДС. Е многу лесно само да се каже во јавност да треба да продолжи изградбата, да се засукаат ракави, да, меѓутоа очигледно е дека ова забегано ДПМН во изминатиот период има правено сериозни проблеми при изградбата и на автопатиштата, меѓутоа и оние работи за кои што треба посериозно специјалното јавно обвинителство да се позанимава. Големите инфраструктурни проекти се проекти каде секаде во светот се јавуваат одредени пречки во текот на градбата. Но напоменуваме дека решенијата за истите се решаваат со работа и не се предизвици заради кои треба да се запре изградбата. Патиштата Миладиновци, Штипи, Кичево, Охрид се специфични. За нив собранието донесе и посебни закони. Кинеската Ексим банка и даде на Македонија кредит за двете делници на коридорот 8. Кога се зема кинески кредит, Пекинг бара посебни услови да се обезбеди во сделката да учествуваат кинески градежни фирми. Скопје пак мора да ги почитува европските правила за јавни набавки. И сето тоа се преклопи и се реши преку посебни закони. Како се одвивале преговорите, дознавме и од така наречените бомби на опозицијата. Колку е вашата финална цена? Согласно за Кичево Охрид збориме? Да. И излегува неде 267 милиона, нека ориентација. За ова ти колку предлагаш? 5 на целото. Што 5 на целото? 5%. Не, точен износ колку? Тоа се зависи колку ќе биде, помеѓу 15 и 18. Да не е многу, ја? Не знам дали сега шеф со мене цели. Вика да ги викнеме во две компании. Перцепцијата дека овие дават пониска цена од другите. Ама тоа пошто пат, сега може нема да искочи така. Не може да знаеш тоа. Така е. Не може никаде. Добро е некако одма да не ги видат сите тие. Кога ќе дофтат, мало да ги видат. А не секој таму. Не, добро, тоа го надминавме. Ќе ги дофтат ке и Лјупчо директно. А после ќе утврди оно што како. Ама зашто бе и Лјупчо са и Лјупчо? Шо Лјупчо? Во 8 ќе гледат Синохидро, СВЕ во 8 ќе бидат таму. Откажемо на СВЕ. Само Сино на СВЕ. Само Сино? Да. Добро, окей. Речем дополнително ќе бараме. А бидејќи разговорите се дел од работата на специјалното обвинителство, тимот на Јанева отвори истрага под име Траекторија. СЈ отврди дека Владимир Пешевски, поранешниот вице-премиер, екс-министерот за транспорт и врски Милјана Киевски и поранешниот директор на државни патишта Лјупчо Георгиевски извршиле дело злоупотреба на службената положба. Не го почитувале законот за јавна набавка, ниту договорот со кинеската влада дека ќе ги известат сите квалификувани кинески компании за тендерот. Но СЈ отврди дека тројцата потпаднале под влијание на екс-премиерот Никола Груевски, кој ги убедувал да постапат спротивно на законот, зашто му е поднесен обвинителен предлог за примање награда за противзаконито влијание. Постои основано сомнение дека во месец јануари 2013 година тројцата осомничени, поттикнати од првоосомничениот, иако биле доставени две понуди, преговорите ги воделе само со една компанија. Иако во текот на преговарањето со првата компанија, втората компанија, која воопште не ни била повикана на преговори, доставила дополнителна пониска понуда, ваквата понуда не ја евидентирале никаде и ја сокриле. Обвинението и доказите за Траекторија се донесени во судот. СЈ обараше притвор за поранешниот вице-премиер Пешевски, но судот го отфрли барањето пошто специјалното обвинителство се жалеше и повторно бара притвор поради можност од бегство на функционерот. Сумата која е пресметана како штета е голема, според математиката на СЈО. И нанале штета на буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 155 милиони 117.172 евра. И за истиот износ на компанијата изведувач и овозможиле да се стекне со имотна корист. Кинеската фирма никој не ја гони во Македонија. И додека има проблеми на терен кај Кичево со ридови, Синохидро ја најдовме на рид во Скопје, во населбата Жданец.
Внатре не пречекаа неколкумина вработени. Девојка од Скопје и тројца службеници од Кина. Не понудија со вода и прашаа како може да ни помогнат. По повеќе од половина час на гости во Жданец им оставивме прашања за темата, кои досега не ни ги одговорија нивните менаџери. Дознавме дека има активности на трасата и дека инженери го проверуваат тунелот. И толку. Представници на Синохидро досега немале средба со надлежниот министер Сугарески, но затоа кинеската амбасадорка во Скопје барала информации за ситуацијата со изградбата. На трасата изведувачот покажувал предпазливост, иако не ги прекинал градежните активности сосема, ни тврдат од јавното претпријатие државни патишта. Редовно се пополнува и градежниот дневник. Сите пропусти се бележат, одговорија од градежниот институт. Градежниот дневник е документ кој согласно регулативата се води секојдневно на самото градилиште и служи за дневна комуникација помеѓу главниот изведувач и надзорниот орган. Во него секојдневно се внесуваат сите релевантни податоци и информации, па така и проблемите кои се пред се од технички аспект. За посериозни проблеми, барање, наредби, одобрување и слично, се врши дополнително и писмена комуникација. За својата работа надзорниот орган доставува редовни месечни извештаи до договорниот орган, каде се доставувани сите потребни информации од претходниот месец и пројавени проблеми кои треба да се решаваат за овозможување на прогрес на работите. Деталите се кријат, никој не сака да одговори колку ќе се пролонгираат роковите за изградба на Кичево Охрид. Тунелот е најслабата алка во целиот процес. Не било предвидено дека ќе се појави вода, а во проектот било прогнозирано дека земјиштето е многу подцрсто отколку што всушност се појавило при бушењето на тунелот. Трошоците растат, расте и времето кога ќе можеме да возиме 100 км на час на пат за пливање во Охридското езеро. Околу тоа колкав ќе биде крајниот рок за комплетирање на автопатот од Кичево до Охрид, од наша страна е направено согледување и истото е доставено до ЈПДП, каде треба да се обратите за да ја добиете оваа информација. Нема одговор на она најпровокативното прашање. Каде е промашена целата работа со автопатот Мајка Тереза и зошто досега не е откриена грешката? На тоа прашање одговор не нудат ни од струката која се крие под символот на слободните ѕидари, комората на овластени архитекти и овластени инженери. Сега само имаме дека нешто е сгрешено, тоа треба да се документира, да се аргументира, да се посочат луѓето, да се посочат позициите и така натаму. Значи ова не е всушност пресконференција да зборуваме за она што во медиумите неколку недели се врти или се поставуваат прашања, а ние како комора за тоа нити имаме документи, нити имаме сознание. Кинезите граделе повеќе изработен проект. Тој се покажал лош на терен, а сега се пресметуваат дополнителните трошоци кои се мерат во милиони евра. Одговор за вината не нуди ни надзорниот орган и на оваа прашање само навестува. До овој момент не се утврдени грешки во изведбата, може да се зборува за недостатоци или грешки на проектната документација. И така патиштата наместо да водат напред кон целта, во Македонија се откри дека нивната изградба може да доведе до рикверц, враќање на почетокот, на првите проекти во кои имало грешки кои никој не ги исправил, а сега веќе чинат над 100 милиони евра. А за да се заработат толку пари, ни сите македонски патарини од Табановце до Гевгелија треба да поминат 20 милиони автомобили. Тешко и долго се патува во малата Македонија заради неизградените автопати, но уште потешко патуваат до правдата предметите поврзани со градбата на автопатите. Електричен столб на средината од коловозот, дислокација на водоводна мрежа, експроприација на земјиште, но и оние кои што ветиле дека автопатот Штип-Миладиновци ќе биде готов до 1 мај 2017 година, ја заборавиле зимата како годишно време. Период од 3 месеци кога градежните компании не можат да градат. Ова се најголемите пречки кои ја забавија изградбата на источната делница. Над 400.000 жители од источна и югоисточна Македонија автопатската делница во должина од 47 километри ја чекаат веќе 3 години, но градежните компании Гранит и Бетон од Скопје и кинески Синохидро се уште се на терен.
Поранешниот премиер Никола Груевски, скоро сите министри, но и градоначалници од истокот и југоистокот во 2014 година со лопатите во раце го означија свечениот почеток на автопатот, кој треба на овие два региони да им донесе економски развој и стопирање на миграцијата на населението кон Италија, Швајцарија, Германија и скандинавските земји. Новиот пат ќе ја зголеми значително безбедноста при патувањето на нашите граѓани. Сите ние знаеме, особено во зимските месеци, колку сообраќајки имаше заради кривините, заради нерамнините на патот, заради тесниот пат, заради лизгавиот пат и заради сите други проблеми и црни точки кои што ги има на сегашниот пат. Пред скоро еден месец, министерот за транспорт и врски Сугаревски од Софија на македонската јавност ја откри дека кинески Синохидро бара уште една година за изградба на источната делница. Код трагајќи по вистината и што се случува на неголемиот инфраструктурен проект за најсиромашниот регион во земјава, го извози автопатот кој се уште се гради. На трасата од Штипската приградска населба Три Чешми, од каде што треба да почнат двете коловозни ленти до Светиниколското село Кадрифаково, мора да се вози бавно. Се уште се транзитира по стариот пат, а на новата коловозна лента градежните работници и кинеските инженери на Синохидро го ставаат последниот слој на асфалтот. Според проценките на работниците на новата лента сообраќајот ќе се пренасочи за неколку дена, пошто нивната работа и машините ќе се префрлат на старата коловозна лента, по која ќе се патува во спротивна насока. Знак забрана за сообраќај стои од неголемата клучка кај Кадрифаково до градот Свети Николе. Но оваа траса, инвеститорот и градежната компанија која ја гради имаат големи проблеми. На дел од автопатот помеѓу Свети Николе и село Ерџелија, на средината на коловозот се уште има и електричен столб кој што не е дислоциран. Се има и знак дека на левата страна треба да свртите за да го избегнете столбот. На само неколку метри во неизградената коловозна лента кај градските гробишта на Свети Николе се уште стојат неколку електрични столбови кои не се дислоцираат. Градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев вели дека не знае зошто сопственикот на столбовите ги нема одстрането и покрај тоа што како општина навреме и на брзина ги завршуваат сите барања за изградба на автопатот. Барањата за промената на далноводи одат преку изведувачот и преку надзорот за дислокација на оние столбови кои што се невана. Тие не се во наша надлежност, меѓутоа бидејќи земјиштето на РМ па има посебна процедура. Сето она што беше процесурано до нас, значи беа мислам дека околу 7-8 предмети последните, пак реков експресно се направени и се доставени до влада. Во ноември минатата година техничкиот директор на Синохидро за веб-порталот Исток Прес ги наведува токму овие проблеми како најголеми пречки за доцнењето со изградбата на автопатот. Нашите проблеми се во три значајни сегменти во однос на градбата. Прво, имавме лоши зимски временски услови кои ја успорија работата на терен. Второ, на трасата се соочуваме со повеќе нерешени имотно-правни односи на делници по кои треба да минува автопатот. Третиот сегмент лежи во фактот дека по должината на автопатот на некои негови делови постојат повеќе телекомуникацијски и електрични инсталации кои навреме не се дислоцирани, а нивната дислокација оди бавно. Сето тоа е значајна причина за доцнењето. Зад себе го оставаме спорниот дел од автопатот. Патуваме од клучката за Куманово до клучката кај Свети Николското село Крушица. На овој дел се патува по 95% изграден автопат. Градежните работници го поставили осветлувањето, а се спремаат да ги постават и таблите со насоки. По последните 16 километри до крајната точка Миладиновци, од безбедносни причини не можевме да ги поминеме. Градежните работници Живко Димовски и Иван Каески, кои ги затекнавме за време на паузата под овие дабови сенки, велат дека на нивниот дел, на кој има и 7 мостови, се работи без застој. Ние работиме од Миладиновци до Свети Николе за мост 7. Колку е изградено? Па 80% скоро е готово. Тешко ли оди? За одење тешко оди, да. Зошто? Зошто? Па е условите на работа овде, знаете, градежниците како работа. Овде кај нас е мали плати, а работа се знае од 7 до 5 секој ден. Мостовите више се прикрајни за градење. Патото што е да се догради, да се тури цебер и асфалтот.
И за колку време ќе биде готов вашиот дел? Они рекоа дека по нова година да биде готов или пред нова година, не знам се какви се. Тоа шефовите знаат таму, инженерите. Додека тие заминуваат пред камерата, се појавија револтирани жители од Светиниколското село Крушица. Бараат да им се изграде селскиот пат и да се пополнат дупките на асфалтот кои им ги направиле камионите, носејќи го материјалот за автопатската делница. Немаме ништо против што се гради патот, за да аутопатот уствари, али сакаме дупките да се санираат, да биде онака како што било. 2,5 километра пат асфалт треба да се направи. Во Свети Николе се води дека е направен. Значи некој ги украл парите. Тоа зборам има од прилика 10 години. Ете 8 до 10 години. Се води дека е направен, не. Значи од селото 2,5 километра го асфалтира, го прекина, парите си ги украдоа најверојатно, треба некој тоа да го исконтролира, нели еве сега имаме нова власт која нели за правда ќе се бори. Треба да го исконтролира тоа и да дојдат на лице место да видат, видовте вие како свртете, значи 2,5 километри, што да ви кажам. Летно време па и така рекоа, зимно време нема шанси да се доаѓа. Истокот ја чека изградбата на неголемиот инфраструктурен проект, а со неговата изградба најголем бенефит имаат жителите на Свети Николе. До сега нивната општина беше слепо црево. Автобусите не влегуваат во овој град, па за да се патува до Скопје, мораат на 10 километри од градот да го чекаат. За нас е посебно значено затоа што на територијата на општина Свети Николе има 4 клучки, дури 4 клучки. Една е клучка Преот, друга е клучка Север во градот, значи третата е клучка Југ, исто така во градот, и четвртата е клучка Кадрифаково, која што се спојува со експресниот пат Велес Штип. Само тоа, нашата општина ја става на мапата на една од најдобро комуникацијски поврзани општини. Значи до сега бевме слепо црево, немавме буквално никаква комуникација, меѓутоа сега веќе со изградбата на автопатот, на брзиот пат, оваа територија и нашата општина добива посебно значење. Автопатот е во должина од 47 километри, широк е 29 метри. Меѓу двете еднонасочни коловозни ленти има зелен појас од 4 метри. Најтежок за работа е вијадуктот во должина од близу 13 километри. Тунели и други потешки делници нема, зашто во најголем дел трасата минува низ овче поле. Ви благодариме што и вечерва бевте со Код. Имајте пријатна вечер.